Драги гледачи, добар ден! Добре дојдовте во најновиот подкаст на Демократски импулс. Денеска, како и секогаш, ќе имаме еден мощен, интересен гостин, како што умам секогаш и да кажам. Овој пат, за прв пат во наше студио, ќе имаме гостин кој слободно можам да кажам дека ќе си поприкажеме и тоа, значи тоа му е струка на едни теми интересни за вас, гледачите, историја, археологија, архитектура, туристички водиче, меѓу другото, Вангел Божиновски. Добре ни дојде и чувствува се како дома во наше студио. Добре, ве најдов, пријатно се чувствувам. Вангел, најнапред да ве запрашам од име на вие, на ти. Како сакаш, така е да. Најдобро е на ти, тоа е по-македонски. Така. Се согласувам, се познаваме, можеме да дојдеме на ти, кога веќе сигурно, ни даде дозвола. Од каде си ве овие спојки што ги спомнав, археологија, архитектура, историја, ти си голем македонист, можам слободно да кажам, се бори за македонштината и на крајот осело туристички водич. Така е. Сега вак. Значи, кога поради разни причини, кај некои луѓе се појавува интензивна потреба која е природна потреба, не е научена, за да се сети како било во минатото. И сега, ако таа ве погоди, а неизбежно е, како врви времето, се повеќе да имате потреба од спомените, и ако случајно тој пат ве наведе да си го истражувате собственото минато, односно потеклото, значењето и кристализацијата на поимот Македонија, вие ќе стигнете до еден момент кога се појавува организиран систем, односно луѓето решаваат наместо да се занимаваат како животните со трчање по храна, туку да почнат да се занимаваат со организирање на место во кое храната ќе дојде сама како припитомена. Во тој момент се создава определена хиерархија за да можат да се организираат луѓето. Пред тоа нема потреба за организација, затоа што организацијата е самата природа на номадството. Се будиш се бајле, трчаш по храна, легнуваш ако можеш да заспиеш и после пак истото. Значи нема друга организација. Сега во случајов таа организација создава хиерархија и феноменот е што веднаш до тој што ги издава наредбите, што владее, се појавува уште еден кој треба технички, технолошки, филозофски, медицински да го среди другото и него го викаат врач. Сега, интересно е што еден од најстарите таков профил луѓе, значи шаман, врач, првосвештеник, ние успеваме историски да го узнаеме врз основа на еден археолошки податок од местото кое ние овде го сметаме за прапочеток на цивилизација, тоа е Египет. Во Египет првата значајна градба, тоа е скалеста пирамида, е регистрирана со име на еден градител, кој е и првосвештеник и ова се другото што го кажува. Тој се ка Имхотеп. Тоа значи дека се ова што ти го набројуваш е природно за луѓето кои се занимаваат со истражување, со реализација на Божите планови или плановите на намесникот на Бога, императорот и така натаму. Значи, првата професија, обично,
сакаме да кажеме дека е нешто друго, па ја придодаваме на женскоста. Не, првата професија е архитект. За таа потреба, архитектот кој треба нешто да кристализира, а ние го познаваме најмногу по тоа што прави градба, тој мора да има во себе севкупно сознание за тоа што ќе го прави, за кого го прави и каде го прави. Според тоа, се ова е најприродното што може еден човек кој се решил да се занимава со архитектура, тој мора да го поседува. Трета работа во ова е, во времето на 17. век се појавува расцепкување на мозокот. DVD тимпера му се прави на мозокот, пред тоа се правеше на се друго. Кога се направи DVD импера на мозокот, мозокот се подели на делчиња и тие станаа специјалистички дисциплини. Најдобар пример е, кога зборуваме за мозокот, медицината. Во медицината сега имате специализации и субспециализации и кавги меѓу лекарите, затоа што основниот проблем што го има медицината денес е диагнозата. А тие диагнозата најчесто излекуваат преку сопствената специфика. Така да вие сега имате лекар за палец, за показалец, за среден прст и така натаму. Значи тоа архитектите го избегнаа се до 20. век. Во 20. век, значи 300 години, се бореа против специализација, во 20. век мораат да попуштат поради политиката која е поврзана со еден нов термин, се вика урбанизам. Тоа е како да направиш градот, односно како да собереш на едно место луѓе да најлесно да ги контролираш. И таа се оддели како дисциплина, па потоа се оддели внатрешна од надворешна, па дизајн, па не знам што, така да и кај архитектурата го има тоа, но барем во образовниот систем останато е се заедно. Ова ги објаснивте сите. Ова е последицата зашто ти велиш како се ова. Значи, тоа е природно и си оди со професијата. Така, еве спомнавте пирамиди, пирамиди во светот. Да. Кого би запрашал ако не вас од Македонија? Нормално за пирамиди. Има ли пирамиди, заради тоа што сега и малку како да се шепка има, нема, што мислите ви, дали сте истражали во Македонија, дали постојат пирамиди? Вака, значи што се однесува до пирамидите, тие беа прво, промовирани, не откриени, промовирани и за нив многу се зборувало, тоа се египетските пирамиди, но се разбира додека се креваше голема прашина околу тоа, на другите места која се појавуваа пирамиди помалку прашина и сега почнува сето тоа знаење да се генерализира и се гледа еден појас на земјината топка кој дури денес и тоа е нарушено, дека некаде околу екваторот горе-долу, по цела една хоризонтала на радиусот на земјината топка, се појавуваат една огромна густина на множество од пирамиди, што значи тоа е масовна појава. Во таа географска широчина спаѓа и Македонија. Значи, во Македонија има пирамиди. Процесот на сместување на определена локација, например Македонија или држава, како што е Македонија, во локација која содржи пирамиди, зависи од трудот кој ќе го вложиш. Најдобар пример е, малку по-на север од нас, еден многу дарен човек, се вика Семир Османагич, тој докажа дека има пирамида во високо, процесот на неговото вистинско докажување покажува го покажува стандардот колку еден човек треба да потроши за определено откритие да биде прифатено. Значи, не севкупно, меѓутоа од определено множество кое ќе го сега приклучува и тој многу лесно наскоро ќе биде и потполно прифатен. Значи, тој го започна процесот некаде се, ако не се лажам, например, 2005-2004, сега е 24, значи него му треба 20 години да стигне до ова рамниште. Сега тоа рамниште што значи?
Тој откако успеа таа работа, да ја мине ни сите неопходни филтри, значи да добие научна верификација. Еден дел од научното друштво не го признава, тоа е обично Западна Европа. Меѓутоа, други доктори на науки, кои се исто така египтолози и се поврзани со пирамида, а не се оттаму, тие сите му признават и него му е тоа доволно. Тоа значи, кога едно такво големо откритие ќе направите, тогаш вие можете да обезбедите сигурен приход за еден регион. Регионот високо, каде што се пирамидите, додека цела Босна има разни типови на проблеми со имање, немање пари, таму нема, затоа што бројот на туристите што доаѓаат само за босанските пирамиди е далеку поголем од бројот на севкупните туристи што доаѓаат во Македонија. А Македонија и да нема пирамиди, има множество многу интересни места. Но само станува збор за тоа колку вложувате вие однатре за собствена презентација. Дали има можеби, например, информации каде се во Македонија има пирамиди, Вака се. колку се, како И се? јас вака ќе се осмелам да кажам. Има една пирамида која е во близина на селото Алакинце и Малино Мало. По оската меѓу нив, во правец, мислам дека баш на кај Почани, дека тука или Свети Николе, сега тука некаде, има затоа што како силуета се гледа. И сосема е возможно да ја има. Второ место, каде што е возможно да има пирамида, ќе се знаете, тоа е Скопје, кај Мршевци, кај езерото. Таму има една структура која апсолутно од четирите страни е тотално рамна и горе врвот е зарамнет. Значи, еве јас за две кажувам, но од мене има луѓе кои многу повеќе со тоа се занимаваат и мислам дека тие можат да посечат повеќе места од овие две. Затоа велам, тоа е облик кој за вака и луѓе малку повеќе што се навлезени во таа работа е доволен показ за истражување. Но процесот и жртвата што треба да ја направи некој за тоа на вистина да го покаже и докаже, викам дека е 20 години за сам. Ако е здружение кое има повеќе, тогаш може наполу да се скрати 10 години. Ако реши државата да го прави за 5 години. Сега, да видиме ние со нашава држава, која има многу проблеми, да стигнеме до таму да им кажеме, без сите проблеми се надминуваат да го направиш некој успех. Која е причината зашто ние самите скриеме еден ваков податок дека имаме нешто Така такво, се. например? Мислите дека не не знаат луѓе? Вака, значи, кога натаму се ќе продолжиш со мене да разговараш, немој да користиш збор ние, затоа што во ние спаѓаме јас и ти. Сега јас и ти зборуваме друго. Надвор од тоа. Значи, ние не сме дел од тој множество, од тоа множество. Кога ќе се користи зборот ние, барем условно, за овие што не следат, треба да знаеме дека ние, кога велиме за ние, во ваков еден разговор, ние зборуваме за луѓето што се кандидирале, се определиле и долго време ги држат врвните позиции на власт. Значи, не е проблемот во ние, проблемот е во врхушката. И ние треба вниманието таму да го насочиме. На таков начин мислам дека може и ними да им се помогне, затоа што ако се качуваш нагоре и, да речеме, имаш цел, сакаш да бидеш председател на држава, не е важно зошто, и наеднаш ти успева, тогаш се соочуваш со следниот проблем. Колку се качуваш погоре, просторот кој ти е дозволен за да направиш движење се потесен. И најгоре скоро немаш место. Немаш место за многу работи што ако си подолу полесно ги правиш. Едноставно е скучен просторот. И тоа ще фаќа паника. Тој синдром го имаме кај младите луѓе
и да речеме и повозрастните кои се качиле горе, а пред тоа не се качиле на пониско, па малку на повисоко и така натаму, туку наедно се качиле горе, тоа кај нас вообичаено се форсира и поради тие причини таа паника што ќе те фати горе, можда нема да те фати првите 100 дена, мислам дека најголемиот број од нашите раководители добро ги поминуваат. После 100 дена е проблемот. И на крај завршетокот е уште поголем проблем. Добро. Како велат? Велат дека полесно е да се искачиш на врвот отколку да останеш на врвот. Апропо ваша работа. На врвот не се остануваат. И тука треба да престојуваш, да сториш нешто, некој сигнал, затоа што си тогаш најблиску до тој горниот, кој да е. Тоа што ќе сториш, тоа е многу заморувачка работа, там кислородот е поредок, колку и да имаш, нели, боца, ќе ти се потроши. Така е. И така натаму. Значи, сите метафори се тука, но интересно е колку множество луѓе навистина се борат да се качат таму. Чудно. А тоа е многу тешка задача. Но. Би сакал да ве запрашам, вие со години копате по македонското, по исконското, имате доста познавање, сте истражили многу работи. Зошто и се прави ова на нашата Република Македонија со години обезличување и од надвор и од внатре? Да. Кој Види е... вака се. Сега, ако погледнеш, ние сите овде владееше и се уште владее една мантра, јас би ја рекол. Таа се повторува во школа, па потоа се шири кај родителите, па се оди во кафани и така натаму. Таа беше не гледај кон минатото, заборај го. Тоа е завршена работа, туку ајде да се свртиме кон посветлата иднина. Таа работа продолжи и во претходниот систем и во овој. Со модификации, али во главном продолжи. И сега, кога ќе погледнеш тие што ние ги сметаме за успешно организирани системи, кај нив, па доминантна позиција е истражувај го минатото. Не е дека тие не гледаат кон иднината. Но уште поважно е кај тие што се најуспешните. Дека тие прво сакаат да стојат цврсто и да знаат за сегашност. Тоа е најтешкото. Затоа што сегашноста е неверојатно тесен врв како овој пред тоа што велам дека високите функционери одговараат. Во сегашноста секој од нас е поставен во таа ситуација. Например, јас и ти сега правиме муабет. Замисли ти ако од тој муабет не произлезе нешто навистина полезно, инаку зошто да трошиме струја? Има еден Салватор Роза се вика. Не е многу познат, ама извонреден сликар, тој не е омилен кај папите. Тој има еден автопортрет и на автопортретот држи една голема книга во кожен повез, ама на неа пишува и на сликата, иако е тоа нели сликарство, точно е напишено што е. И таму пишува: ако немаш нешто поважно од вистината да го искажеш, тоаш нема ништо да збориш, молчи. Што е важното? Тоа е напишано од еден наш библиотекар, се викал Јован од Стоби. Тој го има ставено на неговото познато дело Антолог. Сега да се вратиме назад, што е тоа со Македонија. Македонија ти е еден феномен. Прво, кој е тој феномен? Феноменот е името. Значи, ти не си ја направил твојата нација во 19 век. Ова не го велам јас, затоа што, еве, ја сакам многу Македонија, па сакам да и прилепам нешто што не држи. Јас само цитирам автори кои сериозно се занимавале со создавање на нации. Тие, за жал, не се преведени овде.
туку преведено е тоа што треба да влезе во учебник, дека нации се правеле во 19 век, пред тоа нема. Сега, оваа нација е создадена најмалку во 9 век пред Христа. И сега тоа ги расипува учебниците. И сега ако ги расипува учебниците, во тој случај треба да се напишат повторно. Ако се напише, ја само еден елемент кажувам, ако се напише повторно тоа значи секе треба да сменат и треба да се оформи друга физиономија на свеста на луѓето. Вие знаете да кажете дека денешните учебници по историја треба да се запалат, Така е. да се напишат нови. Јас се израдував кога ги забранија. Значи, штом ги забранија, ние имаме право да ги запалиме. И ние доаѓаме во многу по-поволна положба од сите други народи во тој момент. Што е по-поволното? Па сами ќе мораме да ги напишеме. Затоа што овие сите од еден до последен и денешните не се напишани од наша рака. Од наша рака има автори кои препишувале. Значи, основниот костур треба да се растури, не тој што ни е напишан и кажан. А што е основниот костур? Во основниот костур нашите деца што надоаѓаат од иднината, треба здрави и прави да им кажеме, видете, во цел свет, до 9 век после Христа, кога сите пишува, ние не знаевме да пишуваме, Кирил и Методи ни дадоа писмо и ние го славиме тоа. Значи, ти ги туркаш во една шошка дека нивниот народ, македонскиот народ е тотално за нигде. После им кажуваш дека дошле од зад Карпатите. Па тука кога дошле, па тоа било не знам како, па те овие трошеле време, па некако да тие другите што се домородците, да цивилизираат тоа. Па уште не е. Сваѓаш? Значи, од тие причини се гледа дека ние не сме напишали, не само што се гледа. Учебникот на цело ова полуострво е доставен од центарот во Виена и по тој учебник затоа и постојат кавките. Клучот кој треба да го зачуваат за да остане ова статус кво што одговара на моменталниот квази владетел на светот е Македонија. Колку и да изгледа, не знам, амбициозно, но имате ли случај некој негде во колонија да е, па да е поробен, па не знам како, некој да дошол и да му рекол, слушај, сега ти ќе се викаш вака. Нема. Нема. Значи, кај нас се вложија такви огромни напори за да подпишат тие двајца идиоти и ова детиштево што уште стои тука, министер беше за надворешни работи. Тројца. Да. Тројца, да. А има и уште еден, Да. тој се е во затвор. Значи, тоа се неверојатно плитки луѓе, но такви се изгледа необходни за да може да се владе. Значи, севкупната историја е во прашање доколку остане вистината за Македонија. Сега, вистината за Македонија 300 години се обидуваше да биде избришана преку крадење на артефакти. Нашиот јужен сосед има до ден денес по улиците овде своји агенти кои распрашуваат, особено се поврзани со овие, со археолози, со копачи, со и така натаму, и тоа се изнесува. Значи, многу артефакти се изнесуваат. Но, бидејќи имаш ти континуитет на име, најмалку од 9 век, а според археолошки наводи од 60 век пред Христа го имаш името Македонија. И сега кога тоа ќе го погледнеш, нели, изгледа преамбициозно, ајбе како може и така натаму. Затоа во Библијата се спомнува повеќе пати името Македонија. Библијата е за нас млад документ. Ние го спомнуваме затоа што од времето кога државата постанува теолошка држава, Светото писмо добива многу на значење и така натаму, и кога ќе ја кажеш неа за сите, тоа е најстар документ.
ние зборуваме за записи на дрво, на камен, на пергамент, на тие записи кои што е неизбежно ова име да се појави. Од таму тие сега се откажуваат затоа што е преголема територијата, зашто македонците каде одат го пишуваат името, како и другите. И сега тоа е распрчкано од овде до Индија. И не може се да прибереш, пак ќе ти излезе. И сега тие како практични инженерски способни луѓе, тие решаваат да постапат многу помудро, да кажат дека е тоа вистина, ама не е твоја. Значи не си ти. А тоа може полесно, како? Па ќе избркат што е народ овде, па ќе донесат луѓе кои тоа ќе се согласат, па ќе ги натераат да подпишат документ и после тоа ќе го шират дека сами сме се откажале. Сега е процес, ја знам по ова туристите што доаѓаат. Процес е да тој се чуди како, па вие сами го тоа прифативте. Значи таа пропаганда дека тие сами тоа го прифатија, сека да се шири. И се тоа мора да биде возвратено и мора овде да се создаде таква свест. Затоа што и во минатото, кога се правеле слични напори, секогаш македонците како древна култура на која ти тешко ќе можеш да му избришеш сеќавањето. Јас мислам дека и ова приказниве со короната, во кој може да има и нешто такво вградено, тешко да ќе успее. И тие само рачунаат да се растури соборот, што значи на едно место да ги нема, и македонците да бидат распрчкани натака навака и после тоа, следејќи ги примерите на нашите кои од 19 век веќе се раселуваат поради разни причини, а во 17 век исто така има раселени, дека оддалечувањето од местото на собор, кај што ти е татковината, полесно прави да ти после некое време добиеш чувство на припадност на некоја друга култура. И тоа е забележено дека се случува. Не знам дали знаете, јас дојдов до еден податок кој не знам дали е вистина или не, вели дека Александар Македонски упатил клетва на македонскиот народ пред да умре и кажал име да немате, држава да имате. Тоа е пропаганда. Гледај вака сега. Во тоа време, кога се појавува, треба вака да се цени. Еволуција, веројатно на физикусот на човекот, значи телесна еволуција, тоа изгледа дека е погрешна поставка, дека е невозможна. Но еволуција на свест може. Затоа што таа се случува секојдневно и ти ја пратиш таа еволуција на свест и тоа е намерата на развитокот. Значи, во свеста се развива во степени. Прво, ти си сместен како физикус потполно слободен, преку 100-200 илјади години ти живееш како животно. По некое време, поради разни околности надвор, тебе ти текнува дека не си за тоа. Ама ти треба многу време. И сега, откако ти текнува дека не си за тоа, до моментот да ти текнува дека ти треба да се организираш како народ и да почнеш да одгледуваш некоја територија, тоа е вториот степен на свест. Таа свест кај нас се појавува многу рано. Штом се појавува таа толку рано, тоа значи дека типови на тоа јас си го проколнав мојот народ и така натам, стануваат популарни во времето кога во соседствата се одмакедончуваат народите кои живеат на територијата на полуостровот и ним им се дава идентитет. Значи, идентитетот што го имаат бугарите, тој е добиен во 19 век. Идентитетот што им е даден на грците, тој е во 19 век. На србите во 19 век. На албанците, шиптарите и како се викаат меѓу себе, нив па во 20 им е даден.
Значи, во тој момент тие почнуваат да размислуваат како народ и им се пишува што било претходно врз основа на тој контекст, врз основа на таа именка. Кај нас не успеваат револуциите од 19 век токму заради тоа што овде станува збор за самосвесен народ многу порано, кој во тој момент не бара организација на систем феудален кралство, туку бара организација на република. И од таа причина во Македонија свеста која суштествува природно е многу подолготрајна и треба многу поинаков, како да кажам, отров, за да може таа да се очисти. Ова е исто така поврзано со првото прашање. Суштината на суштествување на Европа, Европа култура, Европа се, е само уништувањето на Македонија, бидејќи од тука потекнува. Колку и да се чини дека ова е, не знам, претенциозно, малку сулудо и така натаму, ова е проба на луѓе. Јас имав судбина, среќна, несреќна, да имам контакти на ниво на архитектура во светски рамки. И да се случуваат вакви расправи. Ако со овие исти зборови негде надвор раскажувам за тоа што е Македонија, мене не ми се случува да не бидам повикан на кафе после тоа. Напротив, тие одеднаш имаат нови погледи, нови сознанија, бидејќи низ фокусот на архитектурата работите кога се разговараат изгледа поинаку. Например, шокантно е, јас ако речам дека Грција и Грција и така натаму, то грчки ред во архитектурата не постои. И јас сега на странци архитекти им кажувам дека нема логика да се смета дека Дорски, Јонски и Корински се грчки стилови. И сега тие нормално бидејќи го поминали истото училиште, вика добро, претходно се знаеме, значи јас тамо не важам за луд, бидејќи и за други теми разговарам. Сега добро, откај ти тоа? И сега велам вак. Еве го Дорскиот столб. Еве ви го Јакоб Бурхард. Можда во нашиот подкаст не значи ништо, ама тама знаат што значи тоа. Јакоб Бурхард пишува книга во 19 век. И тој се чуди зошто Дорскиот столб, кој е измислен во Египет, не продолжил натаму после Имхотеп да се пременува. Истиот автор за Јонскиот столб. Вика, па Јонскиот столб не е грчки. Тој е персиски. Зошто? Па во книгите за архитектура, сите овие што ги кажувам, се производ на 6 век пред Христа. А овие столбови претходно што ги кажува Јакоб Бурхард и други, тие се далеку пред 6 век веќе изведени и суштествуваат на објекти. Значи, измама е луѓе во прашање. Голема. Значи, таа измама, кажана на тие архитекти што сме разговарале, нив им е логично, затоа што сега ги поврзуваат. Гледајте, тие луѓе, тие книги ги прочитале како јас. Тоа не го забележале просто. Зошто? Па не им бил фокусот во книгата, луѓе, не е тоа ти ќе ја прочиташ, ти одиш во книгата заради некој твој фокусов, а другото го тргаш настрана, тоа ќе го прочиташ. Пропаганда. Ама не го регистрираш затоа што не ти е тоа интересот. И да речеме, Бурхард сите ќе го читаат со оглед на тоа, да речеме, тој има доста напишано за средовековие, за Аја Софија и така натаму. И таму тој ќе се фокусира. Ова доаѓа како некаква фуснота или нешто неопходно за поврзување. И тој ќе го тргне на страна. И за наеднаш ти ги вадиш сите, тие му ги даваш заедно од ист автор и него тогаш му станува јасно. Тоа е помошта што треба да ја правиме на луѓето за да можат да се концентрираат. Тие ентитетот Македонија го немаат во главата, за тоа не работи власта, нити е дадена задача во образовниот систем. Затоа
односот власт образовен систем е посебна тема за која што треба многу сериозно да се разговара. Се согласувам, значи, со тоа што го велите дека секој од нас му е не баре на некој начин и должност да прави колку што може во мислам за Македонија, да ги освести барем странците, да им објасни. Јас во 2009 година, кога уште бевме Република Македонија, Добро. во Германија, во Минхен, во метро, со повозрасни маж и жена, во поодминати години и од каде си ме видел дека не сум. Од таму им кажав Македонија, они замислете тогаш има 80 години во школите во Германија учеле дека Македонија е во Грција, дел од Грција, и сега јас успеав да им објаснам дека ние сме посебна држава, дека нема никаква врска. Луѓето беа пресреќни дека научиле нешто ново во тие нивни години. Значи не е тешко, само треба ако се сака да се направи нешто за Македонија. Да, треба насочено да повеќе енергија да се троши тоа, повеќе струја, повеќе разговори. Треба да се свати и следно. Јас сметам и тоа би било нормално. Се замислете, има луѓе кои биле добри студенти, не знам, историчари, археолози, филозофи и така натаму. Кога тие ќе поминат низ машината на оваа литература што се нуди, тогаш тие автоматски стануваат апологети на тоа што пишува во книгите. И тие се нормално воодушевени, затоа што во заблуда има многу големи умови. Еве, например, Бајрон оди да се бори во 1829-30 година за ослободување на Грција врз основа на една тема и една епопеја на македонци кои во македонско село заедно, за да можат да се спасат од зулумот на башибозукот, се фрлаат од Карпа. И тој мисли дека се грци. И тоа го воодушевува како настан и доаѓа овде како доброволец да се бори за слобода на Грци. Значи, ако ти ја пушта таков приказната, тоа е тоа, да. Така е. Добро, има ли надеж, има ли некакви шанси, например, да се врати името Република Македонија? Мислам дека е неизбежно. Значи, сите тие напори, има една сила во физиката, се вика инерција. Обично, инерцијата и во секојдневност е нешто што носи лош резултат. Меѓутоа, тоа е некој тежок камен кој ќе го побутнеш и тој се наоѓа на таква положба, никогаш не можеш да го запреш. Пред тоа се руши. А ако ти имаш име кое стои запишано во твојот ген најмалку 8000 години и досега никој не го избришал, ни Меркел, ни не знам кој, не може да го избрише, ни овој Кодзијас ли како се каже тие тамо одоста. Така, значи нема да можат. Тие ќе се лажат можда некое време, еве сега се залета Македонија, нивна лево, тесно, меѓутоа тие имаат толку многу документи останато дека тие ги мразат македонците и Македонија, особено до 1978 година. Па тие не сакаат да го постават готов Александар Македонски во Атина, па чекаат 2 години да ги убедат граѓаните дека треба да го стават готова скулптурата. А сега бугрк. Сега е така. Значи, сега е кајнив е тој процес, тие го поминуваат истиот процес со кој во 1830 година ги тераат да станат грци. Тој народ, се вкупен што живее таму, со сила е натеран да се вика грк, никој не сакал. И тоа се големи напори вложени од страна на големите сили, за да ги направат грци. И сега откако ги направи, а сега треба да ги направат македонци. И тоа ќе им го направат. Зошто? Тоа тесто нема потекло. Тоа е се собрани народи на кои ми речеме, сега ќе бидете вака. И затоа диктатот им е доскора. Странците обично, нели, доаѓаме во ситуација да го направиме муавет, добро велам, еве, ако се тие македонци, ние сме им предложиле, сменете си го знамето и ставите го сонцето.
Па викам, не го стават. И Федоров вика, зошто тоа не? Па затоа што тоа знаме што им е дадено не е нивно, туку е една холандска компанија, треба да ја прашаат компанијата дали смеат. И затоа не смеат да го сменат. Исто името не смеат да си го сменат. Тие успеа да стигнат да бидат малку и елини, затоа што елини може и ке најдеш во минатото. Ке најдеш, ама не, тоа е ограничен период, не е тоа по нивната теорија уште 2000 години пред Христа знаат за тоа, не. Грци им е дадено да се викаат и тие мораат да пишуваат за Грци, а тие успеат да стигнат уште барем и Елинска република да се викаат. Колку да имаат приклучок со реалноста на минатото. Инаку, кој беше професор Цампарас, па сигурно има 20 години. Не, нема, чекай, тоа беше 20 години, значи пред 10 години. Професор Цампарас е професор што предава во Атина, во Солун и на 3 универзитети во Соединетите држави. Тој беше повикан од една наша телевизија да разговара со наши професори овде околу тоа зошто ние 20 години не можеме да се разбереме околу името. И викнати се еден, двајца професори, тие наши професори не поминуваат добро, затоа што овој изгледа дека е повешт во аргументација и ме вика мене да разговарам. Ја сега сваќам која е ситуацијата, тој ми кажа, тој е од групата на Кофос и што кажува, сваќам дека кажува тоа што и во весниците пишуваат, а исто така нашите кажуваат и во весниците, значи нема ништо ново во разговорот. И сега кога ја започнавме ние расправата, јас прв го прашувам, наместо тој, зошто името не се менува 20 години се расправаме, јас сега прашувам, кажете ми зошто не можеме да се разбереме околу името. Значи јас го прашувам наместо тој. И тој нормално, очекувано, Скопје, тврдоглаво и така натаму. И добро му викам, а дали ви се чини дека во спорот со името не е проблематично името Македонија, туку името Грција? И сега тој е во небрано, наеднаш нов разговор. И сега не слуша, па викам, Грција не постои, викам, пред Христа. Дајте ми, еве, тука пред цел свет, тука не ви се не гледа, дајте ми еден аргумент во кој имате каков и да е артефакт, на камен напишано, на гроб, на палата, на храм, на дрво, на глина, кај што се тие букви Г, Р, Е, К заедно, дека постои збор таков во јазикот на тие луѓе. Само тоа. И сега тој, нормално, треба да знае. И сега тој мисли дека знае, затоа што таа тема не е поставена, ни во учебниците не се зборува кај. И сега чекаме. Чекаме, шушка тамо нешто, клик, се исклучи. И го чекаме 10 минути. Правиме некој муабет. Го нема. Да се јави. Да се јави. Од Њујорк. После некој време се јавува и сега ние чекаме, бидејќи веројатно прашувал археолог, чекаме да каже. Ништо, го прескока тоа, тера понатаму. Се втор тест што беше. Сега јас го сватив него. Јас сватив дека тој е еден обичен човек, кој поима нема за својата историја, туку брани и вака, нешто вака, нема везе што е професор, нема, нека не ве чуди, има такви професори колку сакаш. И го прашувам, добро, ај кажете ми, кој е главен град на новоформираната држава Грција во 19 век? Тој вика Атина. Викам, професоре, а исклучете се пак, па јавете се. Па се исклучува. Сваќам дека не знае, Атина не е главен град. Главен град е местото каде што пристигнува принцот кој треба да стане крал.
После тоа, тој решава да биде атина, затоа што во Лондон се појавува пропаганда, човекот се вика Џорџ Гроти. Тој е тој што прави пропагандата, Атина треба да биде главен град и во Атина треба да бидат сите филозофии, дека тука се треба да биде. Значи, таа е исто измислена приказна. И човекот го знае. И сега ти кажувам, значи, некои работи кои вака се реални, но во нашите медиуми, тој, например, разговор. Се емитуваше на една приватна телевизија, не им текна на другите, па го пушта да. Затоа што тоа е определена реална состојба со кого играме фудбал. Значи, ние гледаме дека тие се за подсојуз. Ама, ние овде ги сметаме за Баерн Минхен. Зошто е тоа така? Зошто ние, например, нашите медиуми, нашите општо во главата на македонецот, на оној просечен македонец, ние сме мали, ние не знаеме, ние не можеме, немој. Од кој сме утепани толку? Од прво одделение. Значи, проблемот на образованието е најголемата рана во Македонија. Значи, во прво одделение, кој ќе го однесеш здраво детето, системот се занимава како да го заглупави. Без оглед на тоа што зборуваме за надпревари за оваа зона. Зашто сака да го заглупави? Заради тоа што е погрешно поставен. Низ историја. Тоа се факти кои ги пишува сегде, во секоја историја безок. Првиот образовен систем, кој организираниот систем држава го прави за да има писмени луѓе, им текнува на македонците. Пред тоа нема образовен систем. Има образовен систем за тесниот круг администрација околу фараонот или император. Во Европа првото школа било во Македонија. Да, во Миеза. Во Миеза, во 4 век, се создава школо, пак не е за цел народ, туку за луѓето што ќе примаат голема одговорност. Например, ќе биде крал, водач на војска, првосвештеник, не знам што, тие морат да бидат писмени. Таа работа долго време е страна за сите други држави, вклучувајќи го и Рим. Нема таква работа. Значи, ова е организиран систем од државата за да се школуваат. И сега, наместо да се прашаме од која причина му текнало на Филип дека е тоа неопходно, ние прифаќаме методологија од тој систем, од овој систем и така натаму, основата ние ја промашуваме. Школото не постои за да одбереш професија. Школото постои за да создадеш човек и да создадеш човек кој ќе биде лојален на својата татковина. Значи, не прашање што треба да правам, туку прашање каков треба да бидам. Значи, нашето школа историски е каков треба да бидам. Ова што го имаме, што да правам. Сега, кога ќе тргнеш по што да правам, сосема поинаку се приоритетите. Приоритетите во нашето школо се разединување. Тоа значи, се форсираат предмети кои се индивидуални. А во каков треба да видам, секога се форсираат предмети кои се заеднички. Колективни. Да знаеш, со тој што ќе играш ракомет во школа, после тоа ќе биде дел од твојата фирма со која што ќе работите заедно. И бидејќи знаевте да си подавате топка и тогаш ќе знаете. Сваќаш? Да. Ова физкултурата е утепана, намерно. Втора работа кај што се создава единство, музички хорови. Значи, хоровите се место каде што сите заедно, кој поубаво, кој послабо пее,
излегува на крај добра музика. Зашто? Па добро знае диригентот да ги донесе како што треба. Тие предмети во кои има колективност, сега се тотално исфрлени, кој знае зашто постојат. Веројатно заради тоа што има инерција за работното место. Нити им се помага, нити се обрнува внимание. И оттаму целиот тој систем, резултатот ти е овој. Тимска работа немаш. Нашите, кога ќе излезат надвор со тоа знаење, што го има веднаш, успеваат како стопанственици, како вработени надвор. Овде никако да тргне работата. Никако да направиме нешто. Така. Значи, оттаму е проблемот. Значи, длабок е проблемот сега, па и приток е. Само да застане еден министер како што треба и да му дадат, да речеме, 8 години да не го менуваат, мислам дека ќе ги Па сменуваат. допред скоро време учебници децата нема и по 2 години. Што ќе ти се бе? Учебници се. Основниот што си е тоа. Додека немавме учебници. Значи во време Гоце Делчев, Да. Карев и така натаму, сите бе учители тие. Да. Сега, тие учители знаеја преку собственото знаење со збор да го пренесат. Системот што е донесен од Австрија, првата намера на системот е да го отепа учителот. Тоа значи, му ја одзема целата сила и му дава учебник. Учителот треба да го следи учебникот. Како што ученикот треба да го следи учебникот. А учебникот јас го пишувам. Да. И го да. Тука е среќата што сега нас ни вика да ги и чистиме, ние да ги чистиме тие учебници и да ги оставиме учителите да зборуваат. Само треба да знаеш кој учител да ставиш. Толку. Спомнавте Гоце Делчев, вие Да. и како туристички води сигурно сте били и сигурно знаете Штипско Ново село. Сум бил во училницата кај што Гоце Делчев предавал, уште стојат тетратки, моливи, све, значи феноменално е, онака би препорачал секој македонец дека тоа треба да го Уште подобро е да го посети. да се вратиш поназад. Да одиш во Климентовиот универзитет и да видиш црквата на Климент. Значи, тој средовековен универзитет што го создава Климент е прв од таков вид во Европа. И Климент произведува преку 3000 студенти. Тоа значи покривање на огромна теорија со кадри кои произлегуваат од Охрид. И тие кадри, голем дел од нив, не само што се замонашуваат или стануваат ректори и така натаму по универзитетите во древната држава, која ја се нарекувам Второ Македонско царство, тие стануваат светци. Кога стануваат светци, бидејќи во поново време се појавува и теолошки факултет, теолошките факултети сега ја преземаат и ја пресликуваат функцијата на овие секуларни факултети и тие се почнуваат да произведуваат кадри. Повторно и тука се случува исто. Учебници за теолошките факултети доаѓаат овде барем од 2 извора. Првиот извор е Грција. Значи, Грција печати најголем и тоа на тој јазик, на кој не јазик, што не е нивни, ги печати учебниците кои треба да произведат монаси, попови и така натаму, црквено службеници. Во нив, како што во секуларните истории има, нели, филозофот, не знам, Аристотел, Сократ, Декарт, Микеланджело, Леонардо и така натаму. Овде се сега свети овој, свети оној, свети оној, така? Да. Имаат свети, значи, тие имаат своја историја. Во таа историја, интересно, сите светци се грци, а некои после тамо 18-17 век се руси. Значи, 2 извора има од каде што се сега напојуваат. Се замисли нашите кои предаваат, нели, теологија,
тие се осудени на идните наши попови да им кажуваат дека се што е христијанско е грчко. И после таа руско. Значи, гледај тамо како учебникот може да сврши работа далеку од здравиот памет. И имаат разни досетки, ај да не Како би можело ова така да го велат кога руската држава денеска признава дека писменоста и доаѓа токму од македонската држава? Добро сега. Тоа што денеска се случува во политиката, ние треба да го гледаме како позитивен импулс, но по суштинска работа е ако сето тоа што како кажуваат сегашните високи политичари од таму, полека почнеме да гледаме дека стои во нивните учебници. Тоа ще е посигурна работата. Инаку сега може некој друг да дојде па да рече не. Така да таа работа е позитивна, добра реклама, се зборува за тоа, но треба да ги сменат учебниците. Тие учебници мора да покажат следно, дека православието во Русија и во Украина е дојдено од Охрид, по нивно барање, и дека првата лавра, односно првата црква Света Софија, која никнува во Киев, е направена од наши мајстори со наши попови. И таа работа е, нели, и тие можат да ја најдат во своите учебници, но, еве, тоа може да е поволна клима, често да го зборуваме, па може и ќе стигне и до таму, нели? Така. Зборувавме за проблемите на Македонија со Грција и со Бугарија. Александар Македонски дека велат дека бил грк, они Гоце Делчев дека бил бугар, но Гоце денеска нема како бугарско име, не може и па скоро па и да се најде не може Гоце како бугарско име. Тоа е едно. Друго, сакам да ве запрашам, еве, како историчар, како вие би го решиле проблемот со Бугарија, например? Што мислите? Што треба да се направи? Вака. Будење, ова ти е македонска народна поговорка. Будење е возможно само во минатото. Јас во овој момент сметам дека сите наши соседи, кои еве сакаат да бидат македонци, ама ние да не бидеме, и сите меѓу себе не се караат заради тоа што ако сите сакаат, тие треба и меѓу себе да се скараат. Тие не се караат меѓу себе. Значи, би инсистирал во разговорите, кога разговараме за Македонија, да почнеме од почеток, а не од сега. Значи, не сега како е. Ти си рекол, јас сум рекол, па ова е мој, ова е наша и така на. Него да се вратиме според нивните сознанија, порано. Прво да се вратиме во предисторија и да видиме што се случува во предисторијата. Има ли начини во предисторијата да извлечеме некој документ кој говори за тој народ како нешто изгледало така, нешто тоа да оттаму да тргнеме. Ако тргнеме по тој начин, неизбежно е дека ќе стигнеме до Македонија прво. Тие тоа го знаат, ама ние треба да инсистираме. Тогаш се решава проблемот. Значи не зборуваме за сега, ни за Гоце, ни за Александар. Абе пред Александар, колку? Па пред Александар некаде околу 5000 години. Оттаму да почнеме. Кажете, кај бевте вие пред 5000 години? Тие имаат стигнато, им е страф амбицијата да не се смешаат со Египет, па и со евреи, па не знам ваму. Тие стигнале дека нивното доаѓање е 2000 години пред Христа. Добро. Сега ние почнуваме 5000 години пред Христа. И ние велиме 5000 години пред Христа, ние сме тука. Како? Што правиме сега? Ајде, ние ќе речеме, на територија на Егејска Македонија имаме документ. Вие сте го објавиле, ама сега оригиналот го нема, затоа што бил на дрво и ви велите дека се распаднал. Ама објавен е. Ние тој може да го прочитаме. Вие можете? Не. Па добро. Тоа. Кажуваме. И сега таа работа не е дека не е начината.
но не е донесена на вистинска маса. Сваќаме? Така би го решавал тој исто со Бугарија. Мислите дека треба да се смени комисијата? Не, комисијата треба да не работи повеќе воопшто, затоа што гледај вака, тоа е истата ситуација кога се оформи, нели се оформи комисија за името. Да. 30 години беа на плата. Така? Ништо не работи. Па и овие ништо не работи. Значи, тоа е режисерот сака малку да нели направи перипетија некоја и пушта таа работа, тој однапред знае дека тоа е нерешливо. Затоа што ни историските комисии на Запад никогаш не дошле до заедничко. Туку имаат некако среден живот од колонии вама, таму па луѓето не многу да околу таа работа брануваат. Инаку нема, па види вак, кој ќе одиш во Шведска и ќе одиш во Сконе, тоа е одма преку Мореузот. Таму има цели населби со дански знамиња. Тие луѓе сметаат дека тоа е Данска. И сега е Шведска, така? Да. А вика дека Данска. Потоа оди, ако сакаш од Турција во Сирија, пешки само ќе одиш. Има негде околу 5-6 километар тампон зона, може да е повеќе. Јас до негде стигнав, па после се случи, имаше камион, па се качи. Не може тука ти е зона без ништо, тука си кој ќе те пуштат, ако не си со кола пешки да мораш да одиш. Јас одев автостоп на така, како нека. Кој ќе видиш, кај си човече, тука тебе те нема готово, ако си изгубиш, тука ти си тотално изгубен, нема кој да те бара. Тоа е тампон зона ничија, ни сириска, ни турска. Кој ќе влезеш во Сирија, картата изгледа поинаку, а во Турција, ако си, картата е поинаку. Така да тоа е една општа ситуација. Ова се историски комисии. Тие што ги нарачаат, тие однапред знаат дека тоа не бива ништо. А нормално овие сега си добиваат парички и сега нека терат. За мене е синдромот интересен. Ние толку многу сега се закрвивме со бугарите, а грчката комисија помина глатко без никој да ја праша шо прават. Кој знае што направиле тие? Тие кој знае што потпишале? Да. Таму е катастрофата. Со Бугарија мене не ме ни се кира тој проблем. Уопште не би го ни третирал како вест. Вангел, морам да признам дека уживам во нашиот разговор. Малку археологија, историја, туризам, значи фаќаме. Но неизбежно ми е да те запрашам за гробот на Александар Македонски. Светот молчи, моментално тоа не сме да се говори. Некој има некоја теза што велат ако се открие дека гробот е во Македонија, ќе има трета светска војна. Што е вистина се во вас? Јас не знам што е вистина. Јас знам само за вистината вака. Дека ова не е моја дефиниција. Јас сум нели секој го интересира вистината и мене ми текнува да барам како ја дефинира вака, нели, луѓето што се умни научници и така натаму, наодат разни дефиниции кои често се тавтологии, не може да се земат во предвид, ама најдов еден теолог кој е неприфатен од денешната црква. Но тој вака вика: вистината е безсмислена. Вистината е неверојатна и вистината е невозможна. Тоа е најдобра дефиниција. Ако се открие гробот на Александар, мислам дека ние ќе имаме најголема профит. Дали е откриен? Не знам. Постои можност. Каде се наоѓа? Може да е овде, може да е на Беласица, може да е и на друго место, може да е и во Александрија. Тоа е прашање кое археолозите откако стануваат свесни за тоа величие на
наследството на македонците. Не за Александар се тие свесни. Александар е тие, како да ти кажем, нема таква личност со таква популарност во светот, па ја мислам дека и Исус не е толку популарен колку Александар. Откритието на неговиот гроб сигурно ќе предизвика внимание, но каде се наоѓа, не знам и некако мене не ми е тоа најважната работа. Бидејќи за мене неговиот идентитет дека е македонец е неспорен со самиот тој факт што во тоа време да си македонец, тоа значи како да си дел од една технологија и една држава која во тоа време е ненадмината. Едноставно може Индија, Кина да го имаат тој ниво на развој како. Многу ми навела дека неговото тело со Mm. коњаници, со коњи било донесено во Македонија, во Мед, во Мед бил тогаш. Тие се сега, значи и ги знам јас, сите тие приказни, неизбежно не сум можел ни да ги заобикола. Но не мислам тоа. Јас сега она што мислам, што да речеме, ова се убави разговори. Во праксисот би било добро во секојдневноста што ја живееме, да се обидеме да ја живееме реално, не секојдневно, значи да сами да ја обликуваме. Така да во таа смисла и ова што е нашиот главен град ги има истите овие проблеми генерално и во мало. И така да тоа треба тој тип на свест треба можда најдобро да се вгнезди во главниот град и после тоа природно ќе се распостеле на друго место. Ние во главниот град се занимаваме само не баш со градот, тој едноставно ни служи како подиум на кој нешто друго ќе се одигра. Многу мала грижа има за градот. Тоа е. Морам да те запрашам, од неодамна си кандидат за градоначелник на нашиот град Скопје. Така. Ти ќе си кажеш самиот кој те кандидира, како бидна ти во оваа трка? Вака се. Сметам дека таквиот вид на функции е одговорен и кога искрено ќе се запрашам и сум се запрашувал, јас секогаш сум сметал дека баш би било добро да се јави некој друг. И сега тоа интересно, например, во младоста имаше работни акции. Градевме низ Југославија. И одовде трга една бригада, јас сум бил и порано за таа бригада, да правиме насип на Сава. Но се случува таква несреќа, командантот на бригадата не доаѓа на местото од кај што се построиме, па ќе се качиме на воз и одиме. И сега мене ме викаат луѓе што се одговорни за таква работа, викаат ти ќе бидеш командант. А јас пред тоа не сум бил. Покрај тоа, јас во тоа време имав 17 години. И сега јас тоа го прифаќам како задача што ми ја дале сега да правам. И тога се соочив со што значи да носиш 150 луѓе како одговори. И видов дека тоа, бога ми, е многу комплицирана работа. И решив никогаш повеќе никако да прифаќам таква работа. Меѓутоа, во професијата, значи јас многу ја сакам архитектурата и секој сум се трудел многу, имам навистина многу работи, како ти кажам, кога би прикажувал како своја биографија направен. Се случува една конференција во која и старото председателство кое се чини дека не функционираше баш како што треба, архитектите беа незадоволни, кандидира повторно реизбор на некој кандидат од нивната група. И тогаш еден од архитектите станува, бе што, вика, јас не сум прашан, не знам за тоа. Овој го предлагам. И сега ме предлага мене. На гласањето, некаде околу 98% од присутните, околу 300 архитекти, гласаат за мене. И сега си ја зедов белјата, пред тоа имав 150, сега имам 1500.
архитекти со диплома, баш кај кој знае кој уште друг таму не грави. Па и често е тоа. А сега тоа за чест секогаш ми било вака и добро прифатив со определен мандат наместо 4 години и тоа донесе резултати. Но уште повеќе бев убеден никако да не прифаќам таква работа. Трет пат исто добив нека таква функција, имаше македонска радио телевизија новинарски штрајк. И во новинарскиот штрајк дојдоа колеги да ме замолат да земам учество да го водам штрајкот. И тоа беше успешно. Но пак убеден знам што значи тоа, дека тоа веројатно нешто што е најтешко за да се изведе. Е сега, ова со поканата да бидам од родина кандидат, беше слично, дојде еден друг кој не беше од родина, него нешто друго, кажа дека се организираат и така натаму. И јас се прифатив. Имаше порано понуди, пред, не знам, години назад, нешто слично. Особено е тоа тешка игра. Значи, овие сите други некако се вклучени во рамки на една професија. Политиката е комплицирана игра, особено е комплицирана сега во Македонија. И особено е истурено местото на градоначалник, зашто ја нема само функцијата на градоначалник. Барем до сега градоначалниците не успеале да се одделат и да рече чекај бе, јас сум тука града и за градот да бркам не другото. Значи, тоа се дополнителни елементи во раководењето, што мислам дека ќе биде тоа задача која треба кој знае каква вештина и Божја помош за да се доведе барем до степен на успешност што сум ја постигнал со овие други, да речеме, избрани позиции на кои јас не сум сакала, сум бил дадено, не сум бил ни принуден, него не знам што ме натерало, ајде добро ваши. Да го направам, веројатно блиските страста на крајот на краиштата, знаеш што е. Јас сум критикувал тоа што се прави во градот. Па бога ми, може 40 години. Нешто тоа сум успеал да поправам кога бев председател на архитектите. Но на крајот на краиштата што вреди ако ти напишеш некоја добра критика, ако и во критиката решението што си го понудил не се остварило. Единствен начин да се сврши некоја работа мораш да видиш тоа. Кога го правев објектот на мајка Тереза, тоа беше најнеобичен конкурс на кој што сум учествувал, бидејќи немаше никакви подлоги за да се наслониш па на нешто да направиш. Немаше едноставно. Немаше ни план од градот кај се наоѓа куќата, ни како изгледала, ни некои основни параметри што, како. Беше само една, како да кажем, синтагма, спомен куќа на мајка Тереза. Толку. Е сега, за тоа, како што на почеток го кажав, како тој по мене доста заплеткан процес, мисловен, за да создадеш нешто од ништо, јас на крај сватив дека мора да постапам како што постапува актер кога добива улога. Значи тој, тие добрите актери, ако добие некаква улога, тој е висок, слаб, а ја има улогата, тој мора како знае да стане низок и дебел. Значи, тој процес треба да го поминеш и јас морав да се поставам себе си во улога на тоа да бидам девојчето Агнес Бојаджију, како мала, која ќе стане мајка Тереза, и како живеела. Затоа што целата работа беше да го направиш домот на мајка Тереза. Значи, домот е не тоа што сите го гледаат, туку тоа дете како ја гледало куќата. Кога било внатре, од надвор како му изгледала, од внатре како му изгледала. Значи, тоа детско доживување треба да го имаш и сега ти се враќаш сам во некакво детство, тоа време, калдарма,
Скопски улици, боси трчаме, не знам што, за да можеш да го направиш. Тоа е, да речеме, процесот кој некој кој има така некој воспитување би требало да го направи за да може да некоја работа ја доведе до стварност. Затоа што доведување во стварност е вака тоа е вистинско творештво. Тоа значи имаш идеја. И за таа идеја блиско си до неа, ако можеш, имаш речник да ја објасниш на другите зашто сам не можеш да ја правиш. Така. И сега, ако имаш речник да ја објасниш на другите, тоа значи дека барем тебе во главата ти е така бистро таа работа малку. Затоа што иначе не можеш да објасниш. Така. А можеш да ја знаеш. Тука е целата работа, тука ти влегува тоа што религијата го зборува. Ти можеш да го знаеш нештото бидејќи ти е дадено. Тоа дадено е, значи пренесена е енергијата на различни начини до тебе. И ти сега го знаеш тоа. Арно, тоа ја има таквата димензија што за да го знаеш стварно, тебе не ти е дадено за ти да го знаеш. Дадено ти е да го пренесеш. И за пренесување ти треба со збор да го кажеш. Така. Ако не го кажеш со збор, да го нацрташ. Ако не го нацрташ, да го испееш. Нешто мора за да стигне до други, па и они нека се радуваат, затоа што е радосна вест. Сите овие работи што ги говоревме, ги знаете. Да. Би рекол, и на памет, тоа ви е професија, занимање, но во политиката сте нов. Може би веќе па видовте како не треба од мината, од сегашната градоначалничка, но како треба? Дали ви е напишана програмата како тоа оди? Така. Јас мислам дека може би програмата не треба да ја објавувам сега, затоа што ова е прв пат за ова да зборувам ја. Примерно. Но вака ќе кажам. Што согледувам дека е недостаток, јас направив, да кажем, поглед фрлив кон минатото, како што обично правам, и гледам, има список, бога ми, на едно 30-40 градоначалници, што се бележани како градоначалници, оди до кралството Југославија тера. И сега, реков, ова е голем процес, знам, кога правев магистарска тема, јас сакав да направам да сите споменици во Македонија, монументални, да бидат во трудот. Па после видов дека тоа не можам да го направам. Многу е. И се концентрирав на еден. И сега овде исто така, се концентрирав, добро, тоа таму, остави го, види од 1991 наваму. Тие погледајќи. И сега гледаш како местото градоначалник полека влегува во замка. Престанува да биде градоначалник. Во моментот и на изборот и пред тоа. Зошто? Заради тоа што на градоначалникот му е судено за градот Скопје да зборува како за град што не чини. Пред да ми се јавиш ти, од вечер ми пратија прашање. Слични се како сега ти што ги напомни. Значи, што е системот прати. Градоначалникот треба во неговиот мандат да го потроши времето на загадувањето, на ѓубрето, на сообраќајот, што имаше уште? Мафија, градежна мафија, и така, тоа е. Може би кучиња. И кучиња, кучиња, што правите со кучиња? Тие се. И сега, тој знае дека тоа ќе биде прашање и дека тоа ќе му биде работа. Медиумите знаат дека тоа треба да го прашаат. И таа игра така си се одвива. Ако влезеш во таа игра, тогаш џабе се викаш
Подобро да го оставеше стариот, исто да го правиш. Значи, сега, тоа тргаш од ситуација. Мал народ, мала земја, мали македонци, глуп град, ѓубре град. Но сигурно никаков вие град. нема така да Сега. во таа приказна да Сега. влезете. Јас сакам да го сменам наративот. Основната работа е велам добро. Ако е таков градот никаков, зошто бе толку стално се населуваат луѓе само овде? Значи, ако е тако, ништо не чини, сите тука. Како? Нели некако не така. Значи, нешто не е добро во поставката на, како да кажам, свеста што се пласира за да им се одземе свеста на граѓаните. Значи, Скопје е еден од најстарите градови на светот. Скопје никогаш не го смени името. Во Скопје постојано живее истото население во процент да можеш да кажеш дека тоа град со староседелци. Сега тоа се чисти од режисерот. Но тие староседелци се клучни за градот. Тие го чуваат сеќавањето. Втората работа што го чува сеќавањето, види, град без сеќавање, како сега што се прави, тој стварно нема да го биде. Град постои, градот е измислен за сеќавање бе, не е измислен за некој да се згрижи да не му врне. Затоа не се правило град. Првиот град што е направен како споменик. Значи прво се прави споменик, па после се друго. И затоа овие што беше плюканицата од режисерот, заедно со овие шарениве, што плюка. Па тоа е, како ти кажам, комедија дел'арте, најголем срам, мислам, за скопјани е таа шарена револуција. Значи, но, разбирам, медиумите се така силни да мора тоа е Сорос и компанија. Значи, тие се моќна фирма, точно знаат кај да удрат. Вие бевте да го бойкотирам? Како не? Јас го водев, бойкотирам, беа 10 партии со тоа. Исто тоаш ме викне, а не, јас не знаев дека постои. Цело време ве викаат. Некој те вика. Да ги водите. И еве сега конечно ве викна градот да го Не, види, да го водите. вака реални да бидеме. Играта како што е, јас не знам што треба да се случи да се смени. Значи, таа игра си има однапред режисер, има така и така натаму. Но, многу е полезно што покрај ова јас што го кажувам, има и други до определена степен независни, кои имаат и друг наратив. Дај Боже, овие што ќе си ја играат играта како што си играат, нешто од тоа да се прифати. Јас ќе инсистирам на ова, да се прифати дека Скопје е многу вреден град и дека во Скопје да нема никаква индустрија, ни странски инвестиции, ни ништо, може да обстои заради тоа што самиот град има големи вредности. Историја. Историја. Приказна. И знам градови кои живеат од тоа. Според тоа, може и ова. И мислам дека е тоа добитна комбинација која не треба да чекаш не знам колку. Одма врши работа. Но најважно, дали од медиумите имате отворена врата, дали Не знам. дали тоа што често пати вела дека поготово помалите партии дека медиумите не ни отварат врата, само се за двете големи партии, затоа викам да. Тоа е точно. Да. Значи, медиумите во овој систем се поставени така. И нивната постановка дури на новинарството и на новинарите им пречи. Но и новинарите се луѓе, тие на некој начин мора да живеат. И сега кога имаш да речеме отстапка дека добро сегде така е во светот, а многу е така во светот, сега ти велиш добро, сега што да правиме, знам дека не треба, ама вака ќе правам. И така натаму. Така да јас немам каве да бе. Јас бев новинар 40 години. И сега јас имав среќа што работев една сфера која горе удолу никој не сметаше дека е поврзана со овие политички настани, иако, нели да речеме, во
важен дел од новинарството е токму тие што се занимаваат со внатрешна надворешна политика, тие колеги. Но тоа е тоа, значи од таа работа може би ќе биде полезно потрошено времето и трудот во оваа кампања. Се надевам. Ви посакувам среќа на вашите Благодарам. избори. Знам дека одиме малку лево, десно, шарено и така надека, но тоа е поинтересно според мене. Би ве запрашал, Ајде. во Гевгелиско пред само 200 години се Да. пронајдени коски на луѓе кои што живееле таму 4 метри, Добро. а сега денеска знаеме дека 4 метри човек нема. Да. Тоа е едно. Друго, во тоа време луѓето имале подолг животен век, денеска Да. ни е животниот век Да. пократок. Да. Дали можеме да кажеме зашто е се во ова? Види, значи, оваа сфера е, замисли вака. Јас сум се растегнал до 10.850 години, затоа што сите се страшно интересни работи. И може да те повлечат. И ова е си близко до тоа. Меѓутоа, јас сметам дека треба да го потрошам времето на овие, за сега, фокусирани теми за историско размислување, кои се и категоризирани, кои можеш да ги проблематизираш затоа што суштествуваат. Тоа другото. И јас сум свесен дека распонот во кој геологијата ни вели дека суштествува оваа планета, тоа се милиарди години. Сигурно дека можел да обезбеди, ние сме една цивилизација која се развива како Homo sapiens, негде околу 15.000 години. Сигурно може уште други 15.000 години некогаш да се случиле, затоа што во многу подлабоки геолошки слоеви наоѓаме знаци, а и сегде во светот се зборува за така големи луѓе. Сега тука е важно следно. Ние имавме мумии кои беа пронајдени во времето на Југославија во Липковско езеро. Не знам, од нив тие беа, не знам, околу 4-5, колку останале во Македонија, тие се чуваа во мртовечницата на државната болница. Муми. Да. Сега, последно што така таа информација ми текнала на памет, беше пред некои можда 20 години, знам дека и тогаш се уште имаше една. Се тие мумии се интересни заради тоа што по сликата која се сеќавам за нив, подоцна видов дека и мислам дека беше во Гоби, пустињата во Кина, дека се откриени слични такви. Тоа одеднаш покажува дека врската од овде до таму е и пред Александар, затоа што овие се постари од Александар мумии. Висината и големината на разни работи кои често пати ги гледам и други кои подобро се генерирани од вештачка интелигенција, сликите. Некогаш и не се, затоа што овде стварно има изгледа таква работа. Тоа треба човек да повара, особено за староста, со која што, нели, и во Библијата, Ноја живее 900 години, овој живее Метузалем 800 и така натаму. Тие распани на живење, возможно е, но во тој случај јас мислам дека хемискиот состав на тие луѓе веројатно не е како нашиот. За да може трајноста да си ја некако обезбедиме, или можда постои друга варијанта да принципот на регенерација кој почнува да слабее на некој начин да се подобро, не знам, но со вакцините дали може би тоа поврзано нешто? Може би, не знам. Значи, таа тема ти реков, за мене фокусот е што во мозаикот на стеблото на Македонија од најстариот измерен артефакт од Македонија покажува цивилизација која се мери со 10.870 години. Да,
870, да, 850 години. Така, така. Таа е староста на она што е Македонија, ова што е сега. Секое натамошно поместување за сега, не знам, тоа треба луѓе кои подлабоко се навлезени во мене да ги поместат тие граници во палеолитот. До сега не сум видел тоа. Значи, почеток на постојана населба, почеток на писмо, почеток на организиран живот и организирана околина. Значи, до сега тоа што се смета за палеолит, назад, не го покажува, иако има чекори. Например, Гјобекли Тепе, потоа беше уште едно Карахан Тепе, да, Карахан Тепе. И уште едно, веќе ги поместуваат тие граници. Значи, полека ќе навлегуваме во палеолитот. Но тоа нема се уште да биде поврзано со овие по-амбициозните, така, поранешни, веќе развиени светови се тие. Нели? Тие имаат, според тоа, технологија далеку повисока од ова во моментот ние што го. така. Кога сме веќе кај оваа тема, Адам од Говрлево. Добро. Интересно е да се спомне, можете вие на пошироко да објасните кој го откри Адам од Говрлево и колку е тој значаен за Македонија, за Адам од Говрлево За е артефакт прогласен за артефакт број 1 за цела Европа во 2000 година. Значи најважен артефакт. Него го откри Милош Билбија. Тој беше археолог кој цел живот работеше на младото камено време. Артефактот го најде во Говрлево во истата сонда со која што ја започна кариерата. Значи, вака има еден феномен со Говрлево. Секоја година да копаш, тоа е, например, сега, ајде, 8 на 15 метра е сондата. Една дука. Како копаш, ја исполнуваш секоја квота за богатство на извадени артефакти секоја година. Значи, можеш да мислиш, што се нема само на едно место. Значи, Милош Билбија е важен не само за откритието на Адам. Тоа му донесе светска слава. Тој е важен за откритието на многу артефакти, меѓу кои мислам дека исто толку важен печатот од Говрлево. Тој го има откриен. Иако тој во тоа време кога го откри, например, тоа е 77, 8, 80, тука некаде година, не му ја знаеше тој вредноста. И не го предлагаше да биде поставен на изложба. Му седеше во фиока. Печатот. Во тоа време се уште нити неолитот не представуваше некоја кој каква тема во археологијата и многу археолози се обидува ако може да не работат на неолит, да се антика да им се даде среден век, тоа беше по... И сега мислам дека така. Но овој го прифати тоа и го правеше. И трета работа што ја откри, а тоа е исто нешто со кое што сите се го родиме, еманацијата на мајката Божица кога е трудна. Таа е најубава, ја мислам, на сите мајки што се најдени во Библија. Така тој има многу така направено што се однесува до македонската култура. А Адам се квалификува, сега гледа, исто е важно ова. Ова е како ми е раскажано. А јас верувам дека било така. Не ми го раскажал Милош. Вика, таму, кога Милош го излага својот артефакт, му става најголема длабочина во минатото 4000 години пред Христа. В тоа време, иако
не бевме веќе Југославија, че во Југославија ние сме 4000-4500 години со неолит. Постар немаме. Така беше законот во Југославија. Не законот стварен, него така пишува. И земете ги документите, ќе видите дека е така. И се овој го излага со 4500 пред луѓето. Тие научниците на симпозиумот, тој ми вика, колега, некако со датирањево не ни изгледа така. А не, 4000. Овие па викаат, не ви е добро, 3500. А ви викаат, не натаму, назад врати се. Изгледа за 5500. Значи, откако таа старост се утврди, потоа беше прогласен за, кај нас се проби веста дека е прогласен само заради тоа што тоа е ретка машка фигура. Неолитот не прави машки фигури, затоа што Бог е мајката. И на мајката и се посветува, затоа има само мајки. Само 2% до сега и уште е ист односот, можеш машка фигура да најдеш и тоа е да речеме ретко. Сега, уште поретко е ти да најдеш фигура човечка која има костур како анатомски е направена. Значи не е, другите фигурички се ние во школа кога ни викаат да правиме човече, така? Значи рудиментарно го правиш како прачки, она топка, глава и така на том, нешто подобро, ама сакам визуелно да се има представа, зашто ова е анатомски, градниот кош напред, назад се гледа, овде градната коска тука се гледа, па има на градната коска месечина, па рабетот цел позади се гледа. Сега бидејќи тоа е глина, нормално рацете од овде му се скршени и изгубен. И нозете под колена све го е изгубен. Но јас направив реконструкција и го има веќе, да сум го реконструирал. Но клучната работа што е заради која е прогласен. Луѓето, значи нашите од тоа време, знаеле за енергетски точки чакри. И тие се точно обележени на рабетот. Тоа е што е доминантно, тоа да биде прогласено. Значи, во тоа време, едно што викаш, чека, овие знаеле медицина заради телото, ама тие знаеле и за ова, значи лекување преку енергетски точки, и тоа го знаеле. И сега веќе ти можеш на поинаков начин да го согледуваш тоа време, не само ние овде, туку тие надвор во странство веќе пишуваат. Младото камено време е време на цивилизација. Значи тоа не е предисторија. И од 1994 година младото камено време веќе е дел од историја. Значи тие сега што ќе пишат учебници мора да го вклучат него во историја, затоа што ги исполнува сите потребни карактеристики за да биде цивилизација. Дали Македонија, например, може би има некое светско чудо, што би требало да се спомне, еве? Па ево, Адам одговрливо е светско чудо. Второ, светско чудо е кокина. Потоа светско чудо е големата мајка на Цоцев камен. Светско чудо е локалитетот Баба во Прилеп. Светско чудо е гуштерот Ладон во Прилеп. Светско чудо е Сватовите Стибера. од куглица ли беше? Добро, куклици има такви слични, значи таква геолошка формација и на друго. Кај нас е таа геолошка формација интересна што стварно е свадба. Значи што со тие, тоа така е така излегло, како да кажеме. И тоа стварно се гледа процесија со се, не можеш да утнеш. Ти на други места можеш да создадеш асоциации, така? Да. Потоа, за мене, светско чудо е градот Кратово. И тоа и други го забележале. Светско чудо е Исар Марвинци, тоа се огромни невидени гробишта во свет. Многу голема површина. Исар Марвинци е поврзано со Дедели.
Тоа се километри. Можда 8 километра се гробишта тоа. Потоа светско чудо покрај Кокино. Така. Од овие чуда што се например, светско чудо е универзитетот во Охрид. Тоа е најстар универзитет. Само ќе кажа за Струга, на Рами Смерко. Универзитетот. Не, ова Струга е по друго интересна. Струга, например, јас не знам дали толку големо наколно живеалиште има некаде во светот како Струга, значи 500 метра должина. Целиот брег на Струга, од хотелот Дрим до феријалното тамо и до ракометното игралиште, се е тоа наколно живеалиште огромно. Потоа, за мене светско чудо е острвото Голем град, например. Доста ги имаме. Значи, прашањето на светско чудо што е? Да го прогласиш треба. Значи, ти да кажеш, светско чудо е ово. И да организираш, за да може тоа светско чудо да биде видено. Тогаш е. Значи, Светско чудо не беа пирамидите во Египет, светско чудо. Тие беа познати за тие локалците тука, за некои соседи. Стана, откако дојдоа европјаните, почнаа да крадат и најдоа дека и порано било тоа во Александриската библиотека бележено како светско чудо. Јас мислам дека од тие светски чуда нешто е заборев во сега во ова што го правам, например. Го спомнавли Стибера во Прилеп. Тоа е светско чудо, тоа е град поголем, барем 2 пати поголем од Атина во истото време. 3 пати повеќе студенти има отколку Платонската академија. Тоа е светско чудо. Да. Значи, тие се работи кои, ако ги кажуваш, се разбира дека тие ќе бидат предизвик, ама ти ќе ги кажеш и ќе ги донесеш овде, тој ќе прочита, пиши тука колку тие ги викаат ефеби. Така. Колку ги има тука. Тие нивните книги кажуваат колку се, овде гледаш колку се. Пред самиот крај би сакал да те запрашам, бидејќи веќе тераме час и половина и повеќе, тоа е само доказ дека разговорот ни оди, лета, се како што треба. Да. Не се ни сомневам дека ќе бидеме гледани. Сакам да те запрашам, бидејќи си туристички водич, да. Кое е местото што твоите туристи, би кажал, од прва странци би сакал да им го покажеш? А е тука кај нас во Македонија. Кој е онака што најмногу ти се допаѓа? Значи, мене, на вистина, многу места ми се допаѓаат, но многу зависи од тоа која група е. Но, еве, да земам просечно странска група, кога јас би сакал да ја донесам во Македонија и јас би сакал да ја направам турата подземното светилиште за реинкарнација на Костоперска карпа, потоа да прошетаме, да одиме до тронот, престолот, кој го викаме Цоцев камен, од тука да ги однесам да ја видат црквата Ротонда и градот Транупара. Таа тура мислам дека е добра. И тоа мислам дека тука здив би им застанал, но се разбира се, тоа е тура која мислам дека може и сега да се оди, но се разбира, ако одиме по стандарди за туризам, потребна е некоја интервенција сепак да се направи за да може таа работа да функционира и за други. Друго што мислам дека е важно за нив да видат. Например, сметам дека ќе бидат многу изненадени и ќе чувствуваат добро ако ги однесам во Велес. Значи, Велес е чудесно и волшебно место за странци со оглед на тоа дека тоа се 2 стрми рида на кои се развива град. Знам кога сум донел и ме прашуваат, па добро бе,
овде како стар човек е се качи горе. А викам, тој овде што е роден, Знае како не, да се качи. уопште не му е јасно дека е стрма, викам. Тука роден. Сеќаш? Да. Значи, на тој начин ги објаснувам. Тука има, Велес може да ги изненади со една култура стамбена на живење. Велес има, например, куќа која на Светски конгрес е прогласена за куќа на иднината, за куќата на Рацин. Значи, куќата на иднината, обично люди се роботи, се движат, па летаат, Не. па ти носат кафе, Не. па не знам што ти ги бојат, денес вака, утре така, полојна ден ќе ти бидат со една боја, се ти така натам, значи се на робот. Меѓутоа, куќата на Рацин нема ништо од тоа, а одговара на стандард за куќа на еднината. Тоа е исто важно, не знам, јас се обидувам на Велешани тоа да им го кажам. Велес има и споменик на самовилата Ѓурѓа во планина, таму во Карпите, така Така, да некој се така. могли вика дека имало. Така. На самиот крај би сакал да спомнеме за вашата книга, можете ви повеќе да така. Види, тоа не е една книга, јас кога работиш како новинар, во тоа време имаше многу креативна работа, истражувачка и така натаму, и јас тоа навистина го почитував и секоја емисија што ја правев беше изворна, така да излегува многу материјали, многу истражувања. Ова не е моја прва книга, па јас би ја нарекол трета, иако јас сум бил коавтор и со други, и сум бил и рецензент на книги и така натаму. Оваа книга се нарекува Вонбилансната евиденција. Таа ја направив како намера да се замешам во политиката, односно да се замешам во оваа приказка како во последните 40 години Македонија стигна до овде. И тоа го направив со тоа како тој проблем сум го следел додека сум бил новинар, колумнист во разни весници, нема кај не сум објавил. Сега, тие ги собрав, потоа ги редактирав за да можат да бидат прилагодени за книга и нешто што беше актуелно, што и пред сум го напишал, да речеме, непосредно во времето кога се издава книгата, и неја ја издадов и ја именува Вонбилансната евиденција. Намерата да се вика така нешто што нема веза вонбилансна евиденција е терминологија за книговодство. Тоа значи, ти имаш средства, производни, пари или нешто друго, кај тебе во фирмата. Но, поради разни причини, законски или не, ти се колебаш тие да ги вклучиш, затоа што возможно е да донесат многу пари, а може да ти донесат и многу белја. И сега тоа ти мораш да ги носиш и книгите ти ги припишуваат од година на година, си стојат таму, ама ти не ги чепкаш. Затоа што не знаеш што да правиш. Дали да почнеш или да не почнеш. Ни вамо ни таму. Тоа е состојбата. Македонија има огромни пари во историјата и во археологијата, ама да не се лути овој, па да не се лути оне, што знам, која јас поведов една иницијатива, правниот факултет, да се вика Јустинијанов. Сега, ако јас ја поведам таа иницијатива, напишав два текста. Не бев сигурен дека тоа ќе успее. Затоа, идејата му ја предадов на еден професор кој не беше од правен факултет, ама присуствува на научно наставен совет заедно со него. И знаев дека ќе му ја пренесе. И тој ја пренесе таа идеја. Таа идеја стигна до деканот на правниот факултет и деканот на правниот факултет објави дека треба така да се вика и побара консултација со Македонската академија на науки и уметности. Јас бев во делегацијата негова за поддршка. Сега, ова се што го кажувам, може без везе, не требаше да го кажувам. Не, но, зашто? што е важно? Важно е ова. Се си е супер. Важно е ова. Кога стигнавме до кај председателот на академијата, тој донесе од своја страна луѓе од
таа проблематика, кои треба да го сослушаат ова, па да дадат некои совети, така натаму. И имаше еден од кај него, што рече, абе да, добро, се е така, ама да не се налутат грците. И сега, таа работа, многу често сум ја слушал на некои такви нивоа. Секогаш има, абе, овие да не се налутат, па овие да не се налутат и така натаму. Мене не ми беше јасно тоа, но сепак тој успеа да одложи одлуката за именување Јустинијанов факултет 1 година, тоа што го рече. И така сега да кажем дека сите нешта кои овде ние ги содржиме и ги имаме, се дел од таа вонбилансна евиденција која во бројки се мери со премногу нули за да знам како се вика таа бројка. Значи, толку многу може бенефит да донесе. И моја основна идеја и оно што би сакал да им препорачам на луѓето кои веќе почнат да се занимаваат со водење на градот. Преку туризам се решаваат проблемите. Преку туризам се стига до вистината. Зашто ако тргнеш вака на дур, со веќе еден востановен естаблишмент од луѓе кои бранат определено мислење, видите, тоа мислење и потрошени се многу пари за тоа Грција да биде основа. Треба да се знае следно и добро ова се запамети што кажувам. Сите библиотеки во светот, кои се национални, моćни, кои чуваат многу книги, одговорен за периодот на антиката е Грк или Грк по потекло. До толку е таа добро организирана игра. Е сега, не на тој начин. Туку, од човек на човек треба да се кажува, затоа што таа работа тешко се пробива. Не е за ништо друго. Тоа е една вообичаена академска инерција. Од тоа патат сите стари фирми, стари организации. Црквата од тоа пати. Па ја не црквата, ја осудуваше Марија Магдалена. Ај сега ја направи светица. Да. Ама колку време треба? Тоа се е стварно светица. Е сега, ние се наоѓаме во таква една ситуација, но не можеме ние да чекаме да Путин, Трамп некој да не го направи реши проблем. светци. Тие си ја играат нивната игра, ние сме далеко. И сега ние треба во нашата лига, речеме ние сега се наоѓаме не во прва, не во втора, него во Македонска лига. Ама за среќа во Македонска лига не се далеку нашите соседи. Така да ние сме во таа лига. И сега во таа лига треба да се квалификуваш, не да плачеш, да се квалификуваш. Судијата ќе свири овие, така? Е сега нема. Ти треба да докажеш. Е за таа работа сака многу напор, потребен е собор и основната работа во се е вера. Мора да веруваш. Ако не веруваш, ни ќе станеш научник, ништо нема да станеш. Без вера, џабе, ништо не можеш да направиш. Можеш колку сакаш да си, како да кажам, добар во некоја работа, но ти на тој начин само ќе бидеш добар библиотекар. Така. Без вера не бива ништо. Јас себе само на крајот би додал малку спортски дух. Ја гледам и на спортот. Судијата, како што спомна, и во Вардар во ракомет, често пати судеше против него, но на крај Вардар 2 пати стана европски прак, потоа им се смени малку на судите мајнцепот кон Вардар. Тие сватија, види, ракометот во Југославија дојде во Македонија прво. Ракометната топка во Југославија донесе Славко Матовски. Тој го почна ракометот и тој си играше на голем терен фудбалски. Потоа стана мал ракомет. Во мал ракомет Македонија беше меѓу првите што имаше тимови и ние имаме државни репрезентативци долго време. Се познава. Да. Значи ние имаме природна дарба за ракомет како што гледаме денес. Без оглед на тоа што како и во другите спортови ние почнаме да купуваме играчи, ама од кај нас се испилуваат стварно. Да. Има еден велешанец.
Сега дали ќе ми текни, како се викаше. Тој придонесе да во теоријата на ракометот воведе нов чекор. Како се викаше човекот, мајко? Сум играл против него. Тој чекор, тој се израстори голови давање, овде беше добар, беше и дел од репрезентација, потоа отиде во странство, работеше и така натаму. Мислам дека се уште е жив. Како беше нека на лош. Добро, не се. Не ми текнува. Сега кој ќе излезе на додека ќе текне. Не знаев дека ќе правиме муавет. Значи тоа е ракометот е, мислам, природен спорт број 1 за македонците. Сакам на крајот да ти се заблагодарам за што ни беше гостин и си направивме, мислам, нека еден прекрасен разговор општо за Македонија, за некои теми што нашите гледачи одамна бараа да ги слушнат еве сега и со ова најавам дека ќе имаме и повеќе гости за овие теми. Одлично. А во нареден подкаст, драги мои, ќе имате прилика да гледате малци, да слушате повеќе за политиката. Фала ти многу и секое добро, се надам дека повторно ќе ни видиш тука гости. Живи здрави, живи здрави. Драги мои, имајте убав ден и се гледаме во нареден подкаст.